Трамп во рамките на неговото прво патување во странство како председател ќе се сретне со лидерите на НАТО во Брисел. Тие ќе се соберат во новото седиште на Алијансата, чија изградба чинеше над $1 милиарда. Трамп ја нарече Алијансата застарена организација за време на председателската кампања, но го смени мислењето од како во април разговараше со генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг. The Secretary General and I had a productive discussion about what more NATO can do in the fight against terrorism. I said it was obsolete. It's no longer obsolete. We must also ensure that NATO members meet their financial obligations and pay what they owe. Many have not been doing that. Сите 28 членки ветија дека ќе трошат 2% од бруто домашниот производ за одбраната до 2024 година. Само 5 земји досега ја исполнија обврската. Се очекува лидерите да објаснат како ќе исполнат оваа цел. Како дел од церемонијата на отварањето на новото седиште, Трамп ќе одаде почит пред споменикот направен од урнатините на Светскиот трговски центар и на Берлинскиот зид. Мишел Флурној, екс-подсекретар за одбрана, вели: I think he will come to the summit wanting to reassure the allies that they can count on the United States. Погодена од руската агресија во Украина, Алијансата го почна разместувањето на 4 меѓународни баталјони во Балтичките земји и Полска. Состанокот во Брисел се одржува во време на сегашните истраги во Соединетите држави за мощните врски меѓу изборниот тим на Трамп и Русија. Трамп сака НАТО повеќе да се вклучи во борбата против милитантите на исламската држава. Столтенберг деновиве изјави: By joining the coalition, NATO could send a clear message of political support to the coalition. It's also very important to underline that this is not about NATO engaging in any kind of combat operation. Трамп нема да биде единствениот нов лидер на собирот. Во Брисел ќе биде и Емануел Макрон, кој стана председател на Франција и кој ќе има тет-а-тет средба со Трамп. Тој пак по средбата со германскиот канцелар Ангела Меркел во март на Твитер напиша: Германија должи огромни суми за НАТО и Соединетите држави мора да платјат за посилна и поскапа одбрана за Германија. Подсетувајќи дека Трамп некогаш за Брисел изјави дека е пеколно место, некои граѓани планираат да го пречекаат со протестен марш. Еднодневниот собир на НАТО ќе го обезбедуваат 2000 полицајци.